СДСМ и ВМРО ДПМН денес повторно се испратија отровни стрели, обвинувајќи се меѓусебно. Низ соопштение СДСМ изнесе дека Мицкоски ги ангажирал Black Cube, така наречениот приватен Мосад, за нивно следење. Black Cube е позната израелска приватна разузнавачка компанија, често наречена приватен Мосад. Се занимава со следење, собирање информации, провокации и фабрикување афери против политички цели. Компанијата е позната по своите спорни методи и соработка со авторитарни режими. Мицкоски и неговата група ја ангажирале оваа компанија за да ги следи функционерите на СДСМ, особено председателот Венко Филипч. Стои во соопштението. Паралелно од СДСМ обвинија дека ВМРО ДПМН и Мицкоски не бараат испорака на Груевски од Унгарија, обвинувајќи дека му купуваат време. Од друга страна, ВМРО ДПМН низ соопштение потенцираат дека СДСМ преку пиарот на Башановиќ и понатаму се занимаваат со лаги и конструкции. Никој освен Филипче не води црна кампања против СДС и да, точно е дека Филипче и СДС се однесуваат како Алиса во земјата на чудата. Шират паника за работи кои не постојат, како тоа за мигрантите, и постојано се во контрадикција со реалноста. Не им е јасно во која земја се опозиција, не им е јасно каде стојат со сестринските партии, не им е јасно кого подржуваат, не им е јасно што се случува и не се во координација едни со други внатре. Велат од ВМРО ДПМН. 3343 доктори на науки имаат вработено македонските универзитети. Овој огромен високообразовен наставен потенцијал во овој момент не ги исполнува очекувањата, смета премиерот Христијан Мицкоски, подржувајќи го новиот закон за високо образование. До сега работевме по законот од 2018 година и нашиот најстар, најреномиран, би рекол, универзитет во моментот Свети Кирил и Методи на Шангајската листа падна 1000 места. Уствари, не знам и дали воопшто е рангиран. А едно време беше рангиран. Според Мицкоски, причината за ова е следната. Не сакаат да работат. Сакаат да имаат 6 часа неделно, да ги затворат во еден ден, сакаат 120, 130, 150 илјади денари плата и ниеден труд да не пишуваат. Ниеден научен труд да не напишат. Тоа не може повеќе да биде. Мицкоски самиот е професор и добро знае кои се обврските, но тој е видно револтиран на своите колеги, за кои вели дека со голема енергија го обструираат законот за високо образование. Впрочем, тие треба да го сработат следното. Затоа што работата на професорите и асистентите во високообразовните институции е составена од 3 столба. Апликативна работа, образовна, да предаваат, апликативна да соработуваат проекти со стопанство и така натаму, и научна, да пишуваат трудови. Тоа е она кое што го барам. Без оглед на сите реакции, законот за високо образование веќе е во владена процедура и е пред донесување. Колкав ефект ќе се постигне, треба да покажат наредните години, но факт е дека меѓународно високо авторитетна образовна институција немаме. На Шангајската листа од 1000 универзитети одамна нема име од нашиот простор. $45,000 денари аванс уплатила радовишанката Атиџа Лилова на 6 февруари со намера да го посети Дубај. Парите таа тврди дека ги уплатила на агенцијата Orfej Travel, но 2,5 месеци потоа ниту го видела Дубај, ниту парите и се вратени. На 6 февруари 2026 година за патување во Великден за Дубај. 50% од уплатата беше 45,000 денара за Великден во Дубај. Недолго, подоцна, Алилова сватила дека нешто не е во ред, поради што се обратила до собственикот на агенцијата. Му се јави 100 пати, ама не ми се јавуваше. Ме блокира од сите социјални мрежи. Не дозволува да коментирам врз поднивните објави, па после пријавата у полицијата, у државниот пазарен инспекторат, у сите институции ми се јавија и тврдеа дека се е уред. Истражувањето покажало дека Атиџа Лилова не е сама и единствена која платила, а не заминала за Дубај и други места. Моментално се 9 официјални со сите суми, фискални сметки, уплатници. Случајот веќе е влезен во правна процедура и по него постапуваат повеќе институции. Пазарната инспекција
Урадовиш е пријавен како кривично дело измама. Јавното обвинителство е известен. И што сега? На што се надеват? Се надевам дека ќе се реши случајот, освен немојот случај и другите измамени ќе си ги земат парите. Од туристичката агенција Orfej Travel во врска со обвинувањата изјавија: Госпоѓата Атиџа Алилова има можност да се ги врати парите или да замине на патување на било која дестинација кои ние ги организираме. Со вакви обвинувања ни го нарушува авторитетот, долгогодишното работење и стекнатиот углед. Сите институции беа и утврдија дека измама нема и дека отстапување од термините има поради воените случувања на Блискиот Исток. Напоменуваме, никој па ниту Алилова не останал оштетен. Изјавија за телевизија Стар од туристичката агенција Orfej Travel. Нелегалната сеча не запира. Само во последните 2 дена во Делчевско се одземени 19 кубни метри дрва, додека во координирана акција во Струмичко е разбиена организирана група од над 20 дивосечачи. И во текот на изминатите денови, значи кога се празници, кога е викенд, дрвокрапците не мируваат, меѓутоа не мируваме и ние. Од она малку кое што можат граѓаните да го видат е вистината дека ние всушност работиме. Се она кое што сме го сработиле не е пуштено во етер, значи граѓаните да не мислат дека само тоа е она кое што ќе го видат и толку е завршена приказната, меѓутоа нели согласно нивните би рекол движења ќе следат и нашите активности. Ова потврдува дека и покрај сите засилени контроли, крими групите и понатаму успеваат да се пробијат до шумите. Тоа се, да не кажам постојано истите региони, значи тоа се би рекол и истите луѓе кои што го работат тоа. Јас многу пати во минатото апелирав дека ние како држава ќе мора да најдеме еден механизам да тие луѓе кои што еднаш или 2 пати биле фатени во такви дејности, во такви дејанија, да им најдеме соодветни казни да не го повторуваат делото. Доколку тие поминат само со парични прекршочни или не знам какви други благи би ги нарекол казни, тогаш тие луѓе постојано ги повтараат делата. Истата приказна е и во Радовишко, и во Струмичко, и во Струшко, и во Делчево, како што кажавте вчера, и во Штипско. Дали нелегалното сечење ќе се засили со подобрување на временските услови? Со подобрување на временските услови, дрвократството генерално се намалува затоа што добар дел нели од луѓето веќе не користат оган за затоплување и претпоставам дека побарувачката за дрва е намалена, од тие причини нели и овие луѓе се преориентираат на други активности кои што периодов кој што ќе нели надојде ќе ги работат се до доаѓањето на би рекол новата грејна сезона. Меѓутоа, повторно ќе кажам, ги има и ќе ги има. Ние сме тука да превенираме пред се и доколку не можеме да направиме превенција да го стопираме она кое што ќе се случува на терен. Општина Делчево преку територијалната противпожарна единица и во координација со кризниот штаб започна редовни дронски контроли за рано откривање на шумски пожари. Со новата технологија се подобрува надзорот и овозможува побрза реакција на терен. Со користење на новата современа технологија значително се унапредува мониторингот на ризичните подрачја и се овозможува побрза и поефикасна реакција на надлежните служби со заедничка цел: заштита на шумите, животната средина и безбедноста на граѓаните. Изјави градоначалникот на Делчево Иван Гоцевски. Во меѓувреме национални шуми ја спроведуваат стратегијата за превенција, откако веќе беа регистрирани пожари на неколку локации. Значи ние како институција, еве гледате и дел од локалните општини и дел од локалните власти веќе работат на осовременување на ова кое што ќе треба да се случува во иднината, тоест набавка на вакви дронови кои што дополнително ќе треба пред се превентивно да делуваат, затоа што треба да им ставиме јасно до знаење на граѓаните дека нема да оставиме работите да бидат како до сега. Дронските надзори се ефикасни, но земјоделците понатаму ги палат обработливите површини. Сте уште не ја сватија поентата на она кое што ние го бараме, тоест да не ги палат земјоделските површини. Најголем дел од пожарите нам ни се појавија и во изминативе 2 години и претходно ни се појавија од ширење на пожари кои што потекнале од палење на земјоделски површини и од палење на депонии.
Поради дефект на мамографот во Штипската клиничка болница, а по претходен договор на директорите на КБ Штип и Кочанската болница, пациентките ќе се снимаат во Кочани, а резултатите ќе ги чита штипски тим. Со овој начин на организација за снимање на пациентките нема да се прекине динамиката на работата. Планираме со ова да се овозможи преглед на околу 100 пациентки месечно. Поради ова, како што ме информира директорката на Кочанската болница, ќе се воведе и втора смена. Информира директорот на клиничката болница Штип Владко Захариев. Захариев потенцира дека клиничката болница Штип прави напори за обезбедување на нов мамограф, поради неможноста од брза поправка на стариот апарат, за кој процедурата е мощно обемна и бара многу време. Протестот на албанската опозиција против владата на премиерот Еди Рама синоќа во Тирана прерасна во насилни судири пред седиштето на владата откако демонстрантите фрлаа молотови коктели и пиротехника, а полицијата одговори со водени топови. Според извештаите има повредени и приведени. Протестот го организираше Демократската партија на Албанија со поддршка од други опозицијски партии, а главното барање беше оставка од премиерот Еди Рама. Дел од демонстрантите тврдат дека при интервенцијата биле употребени солзавец и спреј. Судирите доаѓаат во период на силна политичка напнатост во Албанија, каде опозицијата со месеци ја обвинува власта за корупција и злоупотреба на институции. Бугарија утре ќе излезе на 8 парламентарни избори во последните 5 години, во обид да стави крај на хроничната политичка нестабилност која ја потресува земјата. Изборите доаѓаат по 5 години политичка криза во која ниту една влада не успеа да го заврши целиот мандат. Земјата постојано функционираше со технички влади, нестабилни коалиции и краткотрени политички сојузи кои често се распаѓаа поради скандали. Паралелно, довербата кај граѓаните значително опадна, а излезноста на изборите е во континуиран пат. И покрај институционалната нестабилност, Бугарија во истиот период направи значајни чекори кон Европската Унија, вклучително и влез во Шенген зоната и усвојување на еврото, често и без функционална влада и усвоен буџет. 3 недели откако словенците излегоа на гласачките места, се чини дека добија одговор на основното прашање. Веројатно е дека следната влада по 4ти пат ќе ја формираат Јанез Јанше и неговата Словенечка демократска партија. Во петокот лидерите на демократите Анже Логар објави дека ги прекинува коалицијските преговори со партијата Движење за слобода на поранешниот премиер Роберт Голуб, што практично го отвори патот за нова влада на Јанш. Партијата на Јанша со поддршка од НСИ 8 представници, демократите 6 представници и гласовите на Ресница 5 представници, има повеќе од 46 представници потребни за парламентарно мнозинство, а може да и се придружат и двајца представници на малцинството. Православните верници утре ќе одбележат Томина недела, првата недела по Великден посветена на уверувањето на апостол Тома во воскресението на Исус Христос. Овој празник е воспоставен во чест и спомен на неверувањето на Тома и докажувањето на Бога дека е бил и човек и Бог. Бидејќи во текот на овие денови Спасителот неколку пати се јавувал на своите ученици, но ете Тома не бил таму. И кога тој во неделата кога биле собрани на молитва, Тома дошол и тие му рекле: го видовме Господ, ни се јави Спасителот. Тој рече: додека не ги ставам раците во раните негови, нема да поверувам. Во тој миг се јавил Спасителот Христос и му рекол на Тома: дај раците, еве види ги раните мои, допри ги ребрата мои и ќе видиш дека јас сум тој. Тогаш Тома рекол: Господ мој и Бог мој, а Спасителот му рекол: од сега Томо не биди неверен, туку верен и верувај во сето она што и ќе ти го кажат, ако еве не си бил овде присутен, твоите собраќа. По повод празникот Томина недела, за христијанските верници од Штип и регионот, духовно средиште утре е познатиот манастир Света Недела или попозната како Мирјанина црква. Граѓанин на Штип фатен на дело како вади заштитни сообраќајни столпчиња. Снимателот е граѓанин и гледач на ТВ Стар, кој напоменува дека на оваа улица столпчињата многу често исчезнуваат. Снимката е порака до уличниот хулиган, но и надлежните дека можат да го идентификуваат. Во сред Белден, среде улица, кинеските научници открија генетски модифицирани растенија способни да светат во темница. Револуционерен пробив за кој истражувачите велат дека би можел да го трансформира урбаното осветлување, туризмот и одржливиот дизајн.
Развиени со технологија за уредување на гени, биолуминесцентните растенија емитираат слаб природен сјај, откако истражувачите успешно пренесоа гени што произведуваат светлина од светулки и светлички габи во растителни клетки. Досега, повеќе од 20 видови, вклучувајќи орхидеи, сончогледи и хризантеми, веќе се создадени да светат ноќе. Растенијата неодамна беа представени на јавноста на форумот Жонкун, каде што истражувачите тестираа експериментални примероци и изложија цвеќиња што емитуваат видлива светлина без натворешни извори на енергија. Утре не очекува претежно сончево време со температури до 22 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 13 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 51%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со 22 степени, Пробиштип 20, Чешиново Облешево 21, во Кочани 22 степени. Виница 21, Македонска Каменица 20, Делчево 21, Пешчево и Берово со максимални 19 степени. Според православниот календар, утре е упокоени на Свети Методиј Солунски. Католиците си спомнуваат за Конрад.